Некому мерка за заштита на други смртна казна. Животот на жртвите од семејно насилство се претвора во пекол за време на полицискиот час. Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, предупредувањата на невладините сектори дека вонредната состојба ќе стимулира семејно насилство се покажаа како точни. Во делот на поплаките поднесени од лица против членови на нивното семејства се бележи зголемување од 32%, односно поднесени 310 поплаки. Најголем број се регистрирани во Битола, Штип и Велес. На подрачјата на СВР Скопје има зголемување за 84,6%. Во време кога се алармира да се остане дома за да се спречи ширењето на коронавирусот, насилниците ја имаат целосната контрола кон жртвите. Кога семејствата се постојано во исти простории, во такви семејства кои што претходно била дисфункционални можеби или каде што постоело семејно насилство, покажуваше, нашите статистики барем покажуваат дека за време на поголеми празници, кога подолго време остануваат дома, подоцна имаше наплив на пријави на семејно насилство, затоа што во моментите кога сите се заедно, многу е потешко да се пријави насилството. Сметам дека да, зголемен е бројот на семејно насилство, особено во моментот. Меѓутоа, дека вистинските бројки ќе ги имаме дури подоцна. Кога веќе ќе се олабават мерките и кога ќе се скрати полицискиот час. Одехо велат дека во вакви итни случаи комуникацијата не е ограничена, но најчесто ги контактираат жртви со кои претходно имале соработка. Ситуацијата со коронавирусот уште повеќе ги заплаши жртвите да побараат помош од организациите и најблиските, бидејќи стравуваат да не се заразат.